Гледате Трилинг, добро вечер. Пред повеќе од една деценија Стипе Месич во Скопје кротко побара властите да ги споменат и хрватите во македонскиот устав поради реципроцитет. Повтори неодамна и актуелниот пример Пленковиќ по последната средба со Ковачевски. Македонците се одамна во хрватскиот устав, заедно со одвај околу 500 бугари што се населени во таа земја, дури и без реципроцитет. Од тогаш повеќе од една деценија траат и размислите о македонската конституција, да се запишат, да се вградат, покрај хрватите и црногорците, но и бугарите, па и торбешите и египјаните. Камо среќа да бевме пред времето, но македонското проклество е кога се пропуштаат времињата и моментот. Најновата несмасна анкета покажува дека наводно србите се најпријателскиот народ за македонците. Анкетираните пак и нарачителите на ова анкета заклучуваат дека бугарите не ни се пријатели. Српската медиумска окупација продолжува. Затоа и Груевски од Белград праќа порака. Мјалков го женеше синот со српските топ звезди, меѓу кои Цеца Ражњатовиќ. Сондажа која содржи емоции не е веродостоен изворот за наводно долготрајна и долгорочна политика. Па зарем Германија не беше фашистички окупатор во Македонија? Денес Германија е наш прв трговски партнер со над 4 милиарди евра годишна размена и над 250.000 работници од Македонија. Официјален Берлин сега ја посакува Македонија во Европската унија и е клучен лобист во Брисел. Од нашите политичари зависи иднината на земјата, ако воопшто ја сакаат. Ако не, ќе царува подземјето и високата корупција. Воена, безбедносна и можна глобална економска криза. Блискиот исток ги враќа стравувањата. Допрва стануваме место на кое што ќе се пласира таа мека моќ која што може да дестабилизира. Ако гледаме како можност тој да се прошири на околните земји или да биде повод за зачестени терористички напади, тогаш тој секако би имал влијание врз глобалната економија. Подземјето со методи на сурови пресметки, зошто криминалците дивеат низ главниот град. Вакви пресметки кои што не дека ги нема во другите урбани средини или развиени градови, но во основа институциите се тие кои што треба навремено да ги превенираат, за да не дојде до ваква манифестна појава на јавно место да се случи загрозување на општата безбедност на граѓаните. Платите и цените во конкурентска трка. Дали инфлацијата може да се разгори? Мерката на замрзнување на цените да не биде долгорочна, меѓутоа да не се соопштува моментот кога таа ќе престане да важи, затоа што се генерираат инфлацијски очекувања. Колку денес се реални заплашувањата, стравувањата дека македонскиот идентитет, јазик, култура, нација може да бидат загрозени? За да опстане еден јазик, не е доволно само да пишувате на тој јазик, туку треба некој да чита на тој јазик. Така да, ако јазикот го изгубиме, иако до тоа нема да се случи, тоа можеме само ние самите да си го направиме и никој друг. Ова издание на Трилинг го отвораме со професорката од Факултетот за безбедност Фросина Ташевска-Ременски. Сите случувања на геостратешко ниво сериозно влијаат на безбедносната состојба, а и случувањата во регионот, бидејќи ние сме кревок регион во однос на безбедноста, осени уминато неделното гостување во Трилинг министерот за внатрешни работи. За разлика од него, министерката за одбрана неколку дена претходно посочи дека во Македонија нема лоцирано закани по безбедноста на државата и на граѓаните. Дали препознавате разлики и на што се должат овие дисонантни тонови на двајцата министри? Не се дисонантни со тоновите, колку што има разлика од аспект на перцепцијата како одбраната ги перцепира прашањата на безбедноста и како полицијата ги перцепира прашањата на безбедноста. Факт е дека ние од аспект на некакво надворешно загрозување на безбедноста, напад од друга земја и така натаму немаме, од она што е класичната, би кажала, одбрамбена теорија за тоа што е безбедно, што не е, но факт е дека ако земеме низ призмата на НАТО дефиницијата за хибридни закани, ние сме многу подлежно тло за развој на не така препознатливи форми на загрозување на безбедноста, што
имаат не само регионални мрежи и конекции, туку имаат и едно пошироко, би кажала, поширока основа за хранење на истите ризици и закани. Министерот за внатрешни работи ги гледа од аспект на криминалитет, стапки, подем и така натаму, пријавени нарушување на јавниот ред и мир, делата против здравието и телото на граѓаните, но факт е дека овие глобални безбедносни ризици и секако војните кои што беснеат на многу, би кажала, кратка воздушна дистанца од нашиот главен град, па и од регионот, ако го земете Израел да видите колку е блиску до Македонија и секако Украина во она воздушна и поморска линија со сите прелеани мрежи на можни подржувачи и пласирачи на таа мека моќ, која што има сомнителна безбедносна карактеристика и сомнителни безбедносни облици, ќе видите дека ние допрва стануваме место на кое што ќе се пласира таа мека моќ која што може да дестабилизира, веќе се пласира како таква и слободно можам да кажам дека по сите безбедносни индикатори кои што служат за мерење на степенот на безбедноста или загрозеноста на регионалната безбедност, сме во еден на една приоритетна листа зборено од аспект на европската одбранбена и безбедносна политика со оглед на тоа дека сега веќе европските институции и сите анализи кои што ги прават и најстарите земји членки од Европа и самата Европска унија велат дека сериозните безбедносни ризици доаѓаат преку, би кажала, тие меки форми, но и миграцијата која што веќе станува потенцијална можност за прелевање на терористи, за прелевање на радикални екстремистички структури, припадници кои што можат да извршуваат криминални действија, да индоктринираат, да радикализираат трета генерација, би кажала, на муслимани или на лица загрозени и засегнати од овие действија на Блискиот Исток и Украина, кое што ни се случува. Колку денес може да кажеме дека сме безбедна држава во ситуација кога во центарот на Скопје имаме престрелка на криминални банди и дали можеме да кажеме дека има спрега помеѓу безбедносните служби и подземјето? Во континуитет изминативе години, не само по однос на овој инцидент, имало и многу други претходни слични или исти инциденти, но и дојавата за бомби во средните училишта, кое што ја имавме крајот на минатата, почетокот на целата прва половина, би кажала, на оваа година, зборуваа дека ние имаме можеби нереални чувства за небезбедност, но граѓаните оценуваат дека нивната безбедност е загрозена, затоа што се дозволува од страна на институциите да има вакви пресметки кои што не дека ги нема во другите урбани средини или развиени градови, но во основа институциите се тие кои што треба навремено да ги превенираат за да не дојде до ваква манифестна појава на јавно место да се случи загрозување на општата безбедност на граѓаните во престрелка на групи кои што имаат сериозна, би кажала, криминална историја позната за полицијата и за безбедносните служби. Во дадени моменти тие криминални групи многу ефикасно и, би кажала, суптилно биле употребувани од страна и на државни институции, зборувам за државни институции како легитимна и легална форма на мерка или на средство, туку, би кажала, криминално злоупотребување на тие истите структури во влијанието на некои општествени процеси кои што се покажале во минатото дека ги има како такви. Дали политичарите ги креираат, а полицијата ги штити? Станува збор дефинитивно за позната структура која што дефилира, односно е препознаена во некакви полициски евиденции и криминалистички обработки, така што полицијата во овој контекст на познавање на членовите
и можните учесници во ваквите одмазнички престрелки кои што загрозуваат реално и подигаат степен на загриженост за безбедноста, можат многу лесно да ги идентификуваат, да ги стават под некаков засилен криминалистички надзор, во некаква криминалистичка обработка за санкционирање и сузбивање на нивните криминални делувања, но исто така и да ги решат ваквите престрелки во смисла да можат да претпостават кој е сторителот. Каде води ова хронична неказнивост околу високите функционери? Факт е дека во тие измени и дополни кои што се случија имаше одредени усогласувања со директива на Европска Унија по однос на други облици на кривични дела класифицирани во кривичниот законник, но факт е пак дека овие измени беа некако протуркани на тој бран на усогласување. Особено го анализирав и сметам дека не е во ред измената заради фактот што нас европските институции и сите меѓународни чинители кои што очекуваат подобрување, реформирање на системот и секако соодветен одговор на сите предизвици кои што ни се ставаат како забелешка или ни се оценети во тој напредок, ни ја врзуваат со одредена политичка корупција. А ако видите дека целата глава од кривичниот законник за дела против службената должност, уште во теоријата правна познати како чиновнички кривични дела, тогаш некако не оди усогласувањето или измените на кривичниот законник со реалниот одговор на она што ни се бара од страна на Европската Унија, а тоа е да се санкционираат и да бидеме ревностни во тоа справување со таа чиновничка корупција и би кажала кривични дела од областа на чиновничкиот криминалитет. Делата за злосторничко здружување ја даваат можноста за добивањето на епитет организиран криминал за повеќе кривични дела во рамките на кривичниот законник доколку се направени во група, односно доколку постои одредено здружување заради подготовка и извршување на кривично дело. Во овој случај, намалувањето на тие казни, а со оглед на тоа дека и се укина целиот став 5 од членот 353 од кривичниот законник кој што се однесуваше и најчесто ги детектираше можните злоупотреби во делот на јавните набавки, остава простор на вистина за, и тоа се покажува веќе во овие параметри и во овие информации кои се дела застаруваат. Од изјавата на претседателот на кривичниот суд заколкава бројка на предмети, има потреба за преквалификација на кривичните дела и обвиненијата од страна на јавното обвинителство и секако она што е најважно, можеби несреќната пресметка на тоа дека нема да повлече финансиски издатоци и реперкусии, што беше дадено во образложението на измените и дополните на кривичниот законник, што е комплетно неточно, со оглед на тоа дека трошоците што треба државата да ги покрене, односно да ги покрие со овие застарувања, преквалификации, рочишта, тоа е се нешто што ќе го засегне државниот буџет. Дали помалку се чувствувате резигнирани? Бевте дел од владата на Заев, бевте еден од оние фронтмени кои се боревте за враќање на правната сигурност, за справување со криминалот и што после речиси 7 години владење? Дали се урна како кула од карти? Одредени вредности кои што ги има општеството и што треба да ги всадиме на идните генерации, не треба да калкулираме со нив, ниту пак да ги забораваме и да отстапуваме од истите. И можеби и тој мој став ме доведе во одредени ситуации да се судрам, можеби со дел од структури и сегашни и поранешни, кои што можеби не мислеле или не планирале со таква динамика и со некаква таква упорност да разрешуваат одредени состојби кои што се покажале како канцерогени.
во нашето општество и не доведуваат во ваква, би кажала, состојба на апатија на нашето општество и на нашите граѓани, за да денеска секоја политичка калкулација предизборна по прашање на мотивираноста на граѓаните да излезат на избори ги прави малку резервирани или би кажала разочарани од тоа како ќе ги мерат придобивките од некаква промена или некаква класификација која што сме ја имале пред одредени години, дека станува збор за заробена држава, дека треба да ја ослободиме државата, институциите и колку сме успеале ние во тоа. Верите, не сте резигнирани, но се срамите ли од лицемерната антигруевистичка политика? Знаете, колективните неуспеси се препишуваат и на индивидуалци кои што имаат успеси. И знаете, денеска не ви е сеедно кога сите случувања негативни ќе ви се обратат граѓаните вам како вие да ги правите, а реално немате ниту позиција, ниту сте учествувале во одредени процеси или пак не застапувате став кој што е идентичен со овој молк или ова пречутно лицемерие за кое што зборувате. И тука се чувствува повторно поривот да кажете дека вие како индивидуалец сте дале максимум, но дека вашата одлука е само една капка во едно море во кое што сите капки треба да работат, нели, водопадот, силината на водопадот во што е? Сите капки паѓаат во иста тежина, во иста динамика, со иста силина и ја сочинуваат силината на водопадот. Во ред. Меѓутоа, не може да се амнестирате од одговорност во времето кога вие сте биле дел од таа власт и кога, например, се носеле одредени погрешни, па и понекои погрешни потези, дури имало и, например, одлуки кои биле во интерес на граѓаните. Сепак, прашањето ми е, дали денеска се срамите од одредени политики на оваа владеачка гарнитура? Повеќе се лутам. Повеќе се лутам отколку што се срамам, затоа што срамот е индивидуална категорија за нешто што сте го направиле или не сте го направиле. Но факт е дека дали се лутам. Вие изневери довербата? Па гледајте, тоа е веќе индивидуална категорија кај секој член на партијата, но факт е дека ние имаме изневерување на довербата генерално. Би кажала дека ние имаме пропуштено значителен дел од таа шанса, во која што реално можевме не само да вратиме доверба и кај оние кои што и во тој период не гласале и не ни верувале, туку да ја оправдаме довербата и кај тие што не излегуваа на избори, а излегуваа на 2016, да ни ја дадат, токму заради надежта дека многу од работите ќе се променат. Но факт е дека... Ременски мора да привршуваме, да? Но дали пропуштените шанси за кои велите значат дека власта прокоцка неколку значајни чекори во интерес на граѓаните и тоа може сега да ја чини порас на следните избори? Сакам да кажам дека ние не треба да ја прокоцкаме оваа шанса, што значи не само добробит за граѓаните, туку и добробит за државата и генерациите напред, а тоа е евроатлантскиот процес. Атлантскиот го исполнивме и се можеме да се пофалиме со одреден степен на стабилна безбедносна состојба како членки на НАТО и заштитени под чадорот и заштитата на НАТО и на стратешкиот партнер, но факт е дека европскиот пат е тој кој што не штити од овие меките моќи, кои што не ги препознаваме како безбедносни состојби и безбедносни ризици, а многу лесно можат преку политичките процеси на кочење на стратешкиот интерес за отпочнување на преговорите со Европска Унија да не чинат многу. Да не закотват во едно време, во еден простор кој што ќе биде
широко ризичен по сите основи, и од аспект на организиран криминал, и од аспект на тероризам, и од аспект на радикализација, и од аспект на сето ова што ние навидум него препознаваме како безбедносен ризик. И затоа сметам дека одговорноста не е само на владата во овој случај на коцкање на шансите за интерес, во интерес на граѓаните. Одговорноста е заедничка за овие клучните прашања. Можеме да зборуваме дали е прокоцкана довербата или шансата за стечајци, за пензионери, за одредени групи општествени. Но ако зборуваме за граѓаните како граѓани, жители, државјани на државата, тогаш имаме одговорност да ги гледаме многу по-глобално работите и во поголемата слика, за да видиме дека нема само власта одговорност за да ги одблокира процесите на кон европско вклучување, кое што континуирано и стихино ќе не реформира, сакале ние или не, туку ќе не направи многу побезбедни и поодговорни во делот на отчетот што го имаме. Ако денеска политичарите имаат отчет само пред гласачите и само пред граѓаните, во процесот на преговори со Европска Унија и тој засилен европски мониторинг и меѓународен кој што ќе биде многу позголемен од ова што досега го имавме, ќе бидат одговорни и пред сите кои што нас и финансиски не помагаат тие реформи да бидат спроведени во рамките на државите и во нашите системи, за да навистина се почувствува добробитот кај граѓаните. И од реформата во социјала, и во реформата во здравство, и во реформата на образованието, и секако најважниот чадор на сите системи, безбедносниот систем, затоа што без безбедност вие немате никаква друга форма на функционалност и напредок во едно општество. Господин Ременски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам и вас на поканата. Следете разговор со професорката од Факултетот за безбедност Фростина Ременски. По кратката пауза, гостин во емисијата ќе биде професорот од Универзитетот Американ Коледж Маријан Петровски. Следете не. Светот има ново жариште на воена криза. Дали безбедносните ризици ќе предизвикаат генерирање на енергетска криза и стагнација на светската размена и економија. Некои од водечките партнери од Македонија влегува во рецесија. Едно од нив е Германија, која е наш најголем трговски партнер со над 4 милиарди евра. Во ово издание на Тренинг мој гостин е универзитетскиот професор од Универзитетот Американ Коледж Маријан Петровски. Добре дојдовте, професоре. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Професор Петровски, дали овие најнови случувања со новото воено жариште во Израел Хамас може повторно да биде алиби дека сме изненадени и дека тоа ќе има нови реперкусии врз економско-социјалната слика во државата, а и пошироко? Како го гледаме овој конфликт, ако го гледаме малку поглобално, например како судир помеѓу истокот и западот, ако го гледаме како можност тој да се прошири на околните земји или да биде повод за зачестени терористички напади, тогаш тој секако би имал влијание врз глобалната економија и во таа смисла секако дека и ние треба да бидеме будни, би рекол, еве да не го користам зборот загрижени. Во смисла на неговото влијание на пазарите, од чиста економска гледна точка, во моментов се уште тоа влијание многу ограничено и на финансиските пазари, и на пазарите на енергенти. Меѓутоа, повторно велам, ако се гледа како можност за една интензивна и пролонгирана неизвестност, тогаш секако дека ќе додаде на моменталната тензија која што постои на финансиските пазари, па дури и на пазарите на енергенти, особено ако се размислува низ перспектива на улогата која што, например, Иран ја има или би ја имал во целиот тој конфликт како еден важен играч на пазарите на енергенти. Петровски, се чини дека инфлацијата помалку се смирува, но цените се уште високи. Дали се уште обстојувате на вашиот став дека инфлацијата е увезена и дека таа со текот на времето постепено ќе се намалува? Точно е тоа дека инфлацијата се смирува. Последниот податок е 6,6% во септември. Во октомври очекувањата се дека таа бројка ќе биде дополнително пониска, меѓу другото по две основи. Всушност, првата е затоа што
имаме многу висока споредбена основа со лани, и втората е дека во меѓувреме настана замрзнување на цените на одредени артикли во делот на храната, кое што настана на крајот на минатиот месец, па ефектите во бројките ќе ги видиме тек во овој месец. Сега во вашето прашање клучното е дали инфлацијата е се уште увезена. Таа беше увезена, затоа што шокот настана со почетокот на руската инвазија врз Украина и беше увезена во доминантен дел во текот на целата мината година, 2022, значи кога велам доминантен, грубо велам над 90%. Меѓутоа, што се случи во меѓувреме, таа започна да се пренесува на останатите компоненти од потрошувачката кошничка, што се гледа во тоа што порасна базичната инфлација, значи за нас економистите тоа е исто така важен концепт, бидејќи ги мери цените на сите добри услуги кои што не вклучуваат храна и енергија, и таа базична инфлација беше и се уште е упорна. Значи се уште не се намалува со темпо со кое што ние би сакале да се намалува или со кое што темпо очекувавме дека ќе се намалува. Па клучното прашање е што се уште го создава тој притисок, знаејќи дека глобално цените кај храната искусија падови кај одредени сегменти на храната, а во делот на енергијата имаме една релативна стабилизација. Но што е решението околу ценен шок, кое може би клучното прашање и што најмногу ги мачи граѓаните? Дали може би владините мерки беа помалку задоцнети и дали сега постфестум со замрзнувањето на цените всушност е веќе задоцнет чекор? Домашни притисоци врз цените се појавија кај одредени точки во синџирот на добавување и истражувањата покажаа дека тие точки биле важни и кај производителите и кај трговците, но со поголем нагласок кај трговците. И сега тоа дава оправдување зошто владата се реши да замрзнува цени на одредени производи од храна, односно дава една поддршка за да ги смири тие однесувања на овие чинители кои што ги спомнав. Мислам дека е клучно мерката на замрзнување на цените да не биде долгорочна, меѓутоа да не се соопштува моментот кога таа ќе престане да важи. Тоа е еден, мислам, момент кој што владата можеби ќе сака да го коригира, затоа што се генерираат инфлацијски очекувања. Дури инфлацијски очекувања препознавам и во вашето прашање, а да не зборуваме кај граѓаните кои што секојдневно пазарат во маркетите. Значи, битно е да се стабилизираат инфлацијските очекувања. Во однос на затегнување на каматните стапки, кога реално може да се очекува намалување на каматните стапки? Значи, во моментот со вака подкренати инфлацијски очекувања, кои што освен во овој сегмент во кој што говорев, се поттикнати и секако со сите дискусии сврзани со платите кои што ги имаме во земјава на различни фронтови, во таков контекст тешко е да размислуваме дека тоа би се случило скоро. И веројатно тешко е во моментов да се процени кога точно би се случило Централната банка да започне со олабавување на монетарната политика. Значи во моментов такви услови не постојат. Трка по плати, речиси наставниците бараат зголемување на плати, лекарите бараат, пожарникарите, сите се на државен буџет, во меѓувреме функционерите си ги зголемија платите. До кога ќе бидеме сведоци на вакво социјално раслојување? Видете, има две перспективи на гледање на ова прашање. Првата перспектива е дека примањата, значи платите, пензиите и сите примања ја изгубија својата куповна моќ затоа што имавме раст на цените за кој што дискутиравме како беше генериран. И во таа смисла нормално е сите приматели на платите и на таквите примања да сакаат, да бараат, да им се компензира загубата на таа куповна моќ, што во дел се прави преку автоматските, викаме ние, стабилизатори, односно преку индексирањето на платите, пензиите со различни агрегати во економијата, а вториот сегмент е одредени адхок зголемувања со цел да се компензира таквата загуба на куповна моќ. Меѓутоа, вториот момент е да размислиме што генерира очекувања кои што за зголемување на платите кои што се фрапантно високи. Платите и пензиите тука секако ги вбројувам, за да може на некој начин да ги зауздам и да ги контролирам инфлацијските очекувања кои што претходно ги зборував.
И тука доаѓа во игра ова што вие го поставувате во вашето прашање, функционерските плати кои што несрекно беа зголемени со одлука на Уставниот суд, односно беше одмрзнато нивното замрзнување кое што било направено пред повеќе од деценија. Во тој сегмент мислам дека веќе излишно се зборува, бидејќи постои одреден општествен консензус дека таквата одлука на Уставниот суд требаше веднаш да биде пресретната од владата со предлог законско решение кое што ќе направеше тоа зголемување да биде разумно. Значи и таму нека се компензира падот на куповната моќ, меѓутоа да не биде тоа фрапантно зголемување, бидејќи велам тоа понатаму предизвикува лавина реакции кај различни други сегменти во општеството, ги подкрива инфлацијските очекувања и ние доаѓаме во една ваква ситуација во каква што сме сега. И да напоменам уште еден момент кога велам да биде пресретнато со предлог закон за регулирање на тој раст на функционерските плати, сметам на политички консензус околу таков еден закон, затоа што да не заборавиме дека функционери имаме и од партијата која што е во партиите кои што се во владата, меѓутоа имаме функционери и од опозицијата. Како да се реши проблемот околу недостигот на работна сила во ситуација кога сите или перспективата ја бараат, или грото од младите перспективата ја бараат надвор, или пак за да се вработат бараат релативно пристојни плати кои очигледно компаниите не се во можности и не сакаат да ги обезбедат. Интересен е еден наод од едно неодамнешно истражување кој што се однесува на тоа што го генерира притисокот врз платите во земјава. И сега околу 2/3 од компаниите сметаат дека тој притисок е генериран токму недостигот на работна сила и квалификувана работна сила за кој што говорите, а останатата 1/3 од прилика сметаат дека тој притисок е генериран од она што владата прави, главно во сегментот на минималната плата. Сега, првото е важно, затоа што мислам дека тоа е еден пазарен, природен раст или притисок за раст врз платите, бидејќи ако барате, сте во потрага вие по добар работник и тешко можете да го најдете, тогаш ќе понудите повисока плата и ја зголемувате можноста да го најдете. Можеби на крајот пак нема да го најдете, ама барем тоа нуди поголема веројатност да го најдете. Неодамна беше актуелна дебатата во врска со увозот на работна сила. Ми се чини како таа дебата како да спласна, меѓутоа е се уште релевантна. Јас лично не сум противник да се размислува во таа насока, што може како работник и како вештина во економијата да се увезе од надвор, меѓутоа мислам дека пред да дискутираме темелно околу таа тема, ние треба да размислиме за искористување на внатрешните потенцијали. Внатрешните потенцијали во моментов се над 100.000 лица невработени, регистрирани во Заводот во Агенцијата за вработување. Професор Петровски, капитални инвестиции, многу дилеми. Најновата за што се говори е Чебрен. Претходно коридорот, изградбата на коридорот 8 и 10Д, за кој се дигна голема врева во јавност околу и низа контраверзи. Во ситуација кога се уште, например, не знаеме како тоа ќе се одвива. Колку денеска може да се зборува за сериозни капитални инвестиции како што е коридорот 8 и 10 и ова што се најавува со Чебрен? Видете, капиталните инвестиции, јас ги гледам низ чисто економска перспектива. Не може да има капитална инвестиција, вклучително и големите кои што ги испомнувате, а дел од нив беа пропратени со одредени контроверзи. Значи, не може да има такви кои што би биле економски штетни. Тука пред се мислам на хидроелектраната Чебрен и на автопатиштата кои што ќе ги гради Бехтел и Енка. Значи, секоја таква инвестиција, дури постојат истражувања кои што главно на Меѓународниот монетарен фонд, кои што покажуваат како тие инвестиции придонесуваат кон растот и тој маргинален раст кој што се добива со тие инвестиции не е за занемарување.
Но каде, да речеме, условно речено, се греши, тоа што секако општеството ги гледа таквите инвестиции, посебно овие што ги наведовте, во поширока перспектива. Значи не ги гледа само низ перспектива на економија, на економски развој, на како би придонесле за растот, туку ги гледа и низ перспектива на просторот за корупција, потоа нивното влијание врз животната средина и други вакви неекономски аспекти. Значи, мислам дека просторот каде што може подобро таа работа да се изведе, ако таквите големи инвестиции се пропратени со ригорозни кост-бенефит анализи, кои што главно ќе бидат нарачани од владата, кои што ќе покажат на општеството дека да, има одредени негативни аспекти од секоја инвестиција или од секоја работа што сакаме да ја направиме во животот, меѓутоа дека позитивните ефекти од тоа на крајот се поголеми од негативните ефекти. Дали со општо народен заем или домашна обврзница може сукцесивно да се обезбеди капитал за финансирање на вакви големи проекти, како што е Чебрен и останатите вакви зафати? Добро, мислам дека наративот во тој сегмент малку се подобри во смисла на тоа дека еве ние генерираме дефицити, поради тоа се задолжуваме, но новото задолжување повеќе го канализираме кон капитални инвестиции и наративот е секако за поздравување, меѓутоа треба и реално да видиме дали тоа е на вистина така, затоа што да не заборавиме дека секогаш се проектираат високи капитални инвестиции, меѓутоа при првата потреба за ребаланс на буџетот тие се кратат, меѓу другото затоа што и се проценува дека на почетокот биле проектирани на нереално високо ниво. Инаку генерално секако дека штом генерираме дефицити и што мора да се задолжуваме, логично е тие да бидат насочени кон создавање предуслови за поголема конкурентност на нашата економија, а тие предуслови се секако инвестиции во секако вид инфраструктура, не само оваа што ја спомнувате патна и енергетска, туку и во различни видови друга мека инфраструктура, не знам, гранични премини, софтвери, конективност различна на економијата и така натаму и така натаму. Владата и натаму перманентно се задолжува, без при тоа да стане со рестриктивни или кон непотребни или како што се вели непродуктивни трошења, меѓутоа се промовираше оној данок на солидарен данок. Дали оваа идеја на солидарен данок е всушност меч со две острици, бидејќи има низана реакција особено од бизнис заедницата? Проблемот настанува во моментот на непредвидливоста. Значи, вие им кажувате во годинава дека ќе треба врз основа на тоа што го направиле лани да платат данок или да платат данок за оваа година, меѓутоа врз основа на критериуми кои што ги исполнуваат или не ги исполнуваат врз основа на ланската година. И секако освен неизвестноста е токму овој момент на известна ретроактивност, поради што и стопанствениците оправдано поднесоа иницијатива до Уставниот суд, меѓутоа во моментов информацијата е дека помина рокот за уплата на солидарниот данок, а Уставниот суд не е се уште произнесен. Значи да заклучам, концептуално тој не е спорен според моето видување, меѓутоа начинот на кој што беше изведен создава повеќе несигурности во системот отколку известност во водењето на бизнисот. На крајот, дел од вашите колеги велат дека просечната плата во Македонија би била повисока, доколку не се исплаќаат плати на црно, а посебно исплатите на македонските граѓани кои работат за странски компании. Официјалниот податок на Државниот завод за статистика вели дека просечно исплатената плата во државата изнесува 36.390 денари, што е повисок износ за околу 14,2% во однос на истиот месец лани. Јас учествував во истражување во 2017 година кое што имаше за цел да ја процени она што вие го нарековте црна плата, се нарекува плата во плико, односно вие сте формално вработен, меѓутоа дел од платата добивате во кеш за да работодавецот цели со тоа да избегне плаќање на
давачките. Тогаш проценката, ако добро се сеќавам, беше дека околу 19% од работниците во Македонија примаат и плата во плико покрај формалната плата, а кај примателите на минимална плата износот беше фрапантен, 69%. Тоа подразбира дека тие се осигурани на минимална плата за да се плаќа минималниот обем на давачки кон државата, а остатокот го примаат како плата во плико. Зошто и натаму се толерира сивата економија, која е речиси 40%? Видете, од тогаш не е направена повторна проценка на тој сегмент на сивата економија, а платата во плико, но верувам дека е намален во одреден обем, затоа што да не заборавиме, во меѓувреме имавме порас на минималната плата, што секако принудува дел од она што претходно го давале како плата во плико, сега да го интегрираат во формалната плата. Меѓутоа, во генерална смисла, значи не само овој сегмент, сите сегменти на неформалната економија остануваат рак-рана на ова општество. Видете, проценките се од 20 до 40%, тешко е тоа прецизно да се измери неформалната економија, бидејќи е неформална, е скриена, но со кои проценти да оперирате, тоа е голема бројка и мислам дека навистина се потребни посериозни напори, интегрирани напори, значи не е тоа напор на едно министерство, на еден министер или на една институција, туку интегриран напор во борбата со сивата економија, бидејќи да не заборавиме, таа крие огромен фискален потенцијал, значи пари кои што треба да се слеат во буџетот, а не се слеваат во буџетот. Значи мора да размислуваме за сивата економија како да ја формализираме. Ние никогаш нема да ја формализираме вкупно во целина, меѓутоа еден добар дел ако успееме да формализираме, тогаш дури ќе може да разговараме за сите останати прашања кои што се релевантни за фискалната одржливост. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Следете разговор со универзитетскиот професор Маријан Петарски. Следите тренинга во продолжение гостин во емисијата еден од најуспешните млади македонски писатели. Добитник е на многобројни признанија, меѓу кои и Европската награда за литература за романот Страф од варвари. Потоа роман на годината за телото во кое треба да се живее. Тој е првиот македонски автор, добитник на наградата Англиски пен за романот Лето во кое те нема. Добро ден за Петар Андоновски. Добре ден. Андоновски деново излези и францускиот превод на книгата Страф од варвари. Рецензентите на овој роман ќе речат маестрално, меѓу другото маестрално сте си поиграле со историјата. Не ви се чини дека денеска сме презаситени од историскиот наратив? Мојата генерација успехот го постигна токму оддалечувајќи се од тој така наречен историски наратив. Мојот роман не би баш кажал дека е историски, да, се случува во 89-та по падот на Берлинскиот зид, но многу е актуелен во смисла на случувањата последниве години, особено со војната во Украина. Дури минатата година, кога гостував на сајмот на книга во Лајпциг, критичарката која го водеше разговорот со мене го нарече и пророчки роман во смисла на тоа што се случува со војната во Украина. Накратко во романот тројца украинци по падот, односно по катастрофата во Чернобил, заминуваат на еден остров, каде што не се прифатени од населението и затоа Страф од варвари, прашањето кој е тука варварин. Дали не е време за демистификација на историските наративи од типот кој не си го познал минатото, не може да зборува или да гледа кон нивнината? Македонската книжевност е преполна со тие историски наративи и мојата генерација беше уморна од тоа. Мислам дека голем дел од зазорот кон лектирите, особено од македонските автори, доаѓаше токму од тука. Мислам дека ние, голем дел од нашите писатели, се разбира, напишани се многу убави романи на овие теми, но мислам дека треба, доколку повторно пишуваме на историските теми, да го пишуваме малце поинаку, како, например, што тоа го направи Блаже Миневски со неговиот последен роман за љубовта на Гоце Делчев и Јанка Каневче, мислам дека се викаше.
Така да мислам дека треба малку поинаку да се пишува, не на оној начин како да делува дека ние во секој роман ние како да го браниме националниот идентитет на Македонија. Не кажувам е насловот на новиот роман. Што не сака да каже Петар Андоновски или од што ние се плашиме да проговориме? Се плашиме на многу теми да зборуваме, но пред се не кажуваме семеен роман, изборува за тишината во семејството, за сите оние премолчени работи во едно семејство. Јас порасна во семејство каде што дури па и премногу се зборуваше и се кажуваше се, и секогаш ми биле интересни семејства каде што ги премолчувале работите. За едно такво семејство не кажувам. Политичките водства секогаш се повикуваат на народ. Власта и опозицијата лицитираат со поддршка секогаш од граѓаните. Како го толкувате непосредното, под наводници, умилкување на политичарите кај обичните граѓани, и не ви се чини дека најчесто политичарите на граѓаните, на бизнис заедницата, се им посветува внимание токму пред избори и можеби ден потоа по изборите, а во меѓувреме како да не постојат? Па тоа е главниот проблем, затоа што власта која и да е, секогаш се сеќава на граѓаните само тогаш кога им треба поддршка. Генерално политичките партии тоа го прават. Во меѓувреме, додека се најчесто на власт, граѓаните не ни постојат и потребите на граѓаните. Така да не би го никако поинаку ова окарактеризирал, освен како лицемерие. Бевте активен во шарената револуција. Во едно интервју ќе ве подсетам 2016 чинам, видите, мора да има одговорност и правда. После 7 години од овој ваш став 2016 искажа, дали може да кажете дека денеска живеете и сонувате во држава во која сакате да живеете поточно? Сето оно за кое се боревме тогаш, мислам дека тоа беше една безнадежна борба. Тогаш влегов многу ентузијастички. За жал се покажа дека во таа шарена револуција дали 10 од луѓето кои секојдневно бевме активни и учествувавме, сме влегле чисто затоа што сме верувале дека ќе дојде некоја подобра иднина, каде што ќе владее правдата, каде што ќе има слобода. Најголемиот дел од луѓето кои биле дел од таа шарена револуција, биле со некакви очекувања. Дали шарената револуција ги изеде своите деца и што би било мотив и предизвик повторно за една некаква каква таква нова мирна револуција? Мислам дека е невозможно дека такви револуции, кој тоа не беше од денешен аспект, колку години поминаа 7, тоа не беше никаква револуција, туку едноставно тоа беше борба за власт на одредена група луѓе. Колку денес се реални заплашувањата, стравувањата дека македонскиот идентитет, јазик, култура, нација може да бидат загрозени? Многу често кога ќе има некакво препукување меѓу Македонија и Бугарија на тема јазик, многу често на социјалните мрежи се повикуваат писатели, што од една страна е легитимно и секогаш се повикуваат во смисла каде се сега писателите. Со самото тоа што писателите пишуваат на македонски јазик, а не избираме друг јазик, например како англиски јазик, со кој можеме да направиме уште поголеми успеси, а ние одбираме да пишуваме на македонски јазик, кој е мал јазик и кој е речиси непреводлив, во смисла на тоа дека нема доволно преведувачи на многу јазици. Мислам дека поголема одбрана од тоа на македонскиот јазик од страна на писателите не може да има. Но од друга страна, би сакал да ги прашам сите тие што често ги повикуваат писателите и прашуваат каде се, да ги прашам кога последен пат прочитале книга од македонски автор, за да опстане еден јазик. Не е доволно само да пишувате на тој јазик, туку треба некој да чита на тој јазик. Така да, ако јазикот го изгубиме, иако до тоа нема да се случи, тоа можеме само ние самите да си го направиме. И никој друг. Андоновски критички
ги обсервирате состојбите во македонската култура, но како да се персонализирате и како да всушност влеговте во директна конфронтација со министерката за култура, особено откако не добивте финансиска поддршка за еден од вашите романи, тогаш стигна и реакција од Министерството дека не е така како што вие говорите, но дали не ви се чини дека македонската култура е ставена на маргините? Први не знам за која култура збориме. Култура во Македонија постои благодарение на поединци, ентузијасти. Романот кој не беше финансиран од Министерство за култура, а за кој изборевме пред малку мојот најнов роман Кажам, ќе се појави за 3-4 недели и ќе се појави благодарение на мојот издавач Полица. Пред некој ден се сретнав со една актерка и наша позната актерка и ми кажа дека филмови не се снимаат, дека нема пари. Книги и тие што се финансирани од страна на Министерството за култура, ако се помали, зборам во број на страници, таа сума што ја дава Министерство за култура може би и ќе бидат покриени трошоците, но ако станува збор за поголема книга, тешко дека може да биде, особено со сите поскапувања. Тука сакам да потсетам дека цениве на се покачени, вклучително и печатењето на книги, освен цените на книгите. Книгите се исто што биле и пред 10 и пред 20 години. Така да за која култура зборуваме? Ние немаме национална култура. Се чини дека македонските писатели се обединија во спас на Друштвото на писатели. На што реагирате вие лично? На што реагираат вашите колеги? Дали главната најслаба карика во функционирањето на Друштвото на писатели беше исклучиво председателот Петревски и председателката на председателството? И каде го гледате решението? Дали со евентуалното со изборот на ново раководство Друштвото на писатели ќе го врати имиџот кој го градеше долги години од 47 кога е основано па до неодамна? Јас долги години одбивав да влезам во друштвото затоа што едноставно не се пронаоѓа во тоа друштво, не ја сваќав целта на друштвото, затоа што друштвото вакво какво што е, навистина не гледам зашто некој би бил член. Друштвото досега постоеше исклучиво за задоволување на нечии лични суети. И така е можеби последните 10-20 години. Она што го направија Петревски и Николовска е тоа што се обидоа и тоа малку достоинство што го имаше друштвото, да го уништат и да си го приватизираат целосно друштвото. Тоа беше впрочем и причината заради која си заминаа и 8 членови на председателството. Она што јас го очекувам од идниот председател, кој да или председателка, е да го целосно модернизира друштвото, друштвото да почне да функционира како еден вид синдикат, да не постои само за доделување на награди нати го дај ми го, да биде еден вид синдикат каде што постојано председателот, председателката ќе биде во контакт со министерка за култура кој да биде, каде што ќе се бори за поголеми авторски хонорари, затоа што сега еден авторски хонорар изнесува од 40 до 50 илјади денари. Тоа е ужасно понижувачки е тој хонорар. Од друштвото очекувам од идниот председател да ги обедини и да биде некој што ќе ги обедини и младите и постарата генерација, затоа што уште постои тој некој јас, иако во македонската книжевност сте млади до 60 години. И очекувам да се направи во друштвото, да се внесе една свежина и да се врати она идејата што ја имале основачите. Антоновски, на крајот, зошто писателите ги отапија пенкалата за политичките контроверзи? Дали Друштвото на писатели, па и други институции кои се имаат желба, имаат обврска да го промовираат убавиот збор, всушност влетаа во тие политичко-партиски надмудрувања, интереси? Деновиве
односно минативе недели, месец дена колку веќе трае ова препукување со Друштвото на писатели и се тоа што се случуваше таму. Прочитав од неколку колеги со кои делам доста исти ставови, дека друштвото е битно за некаков си национален идентитет и не знам што. Навистина не го разбирам ова, затоа што друштвото во последниве 20 години се нема јавно изнесено ниту еден председател во име на друштвото. Да, јас разбирам дека е многу тешко во такви друштва каде што имате 300-400 членови кои припаѓаат идеолошки на различни идеологии, на различни националности, на различни групи, дека е многу тешко да имаат заеднички став, но за некои важни работи кои се случуваа во државата, се случуваа особено последните 5 години, Друштвото на писатели ниту еднашка не се јавно произнесе за ништо. Вклучително ниту за јазикот се нема произнесено. Андоновски, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Следете разговор со писателот Петар Андоновски. Дојдовме и до крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Следете на и за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути во меѓувреме, читајте на triling.mk. До видување до тогаш.